Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Во текот на изборната кампања, а особено денес на изборниот ден, Министерството за внатрешни работи целосно беше ставено во служба на граѓаните на Република Македонија и во служба на нашата држава. Наша задача беше да обезбедиме услови изборниот ден да помине мирно и безбедно и граѓаните да можат слободно и без притисоци да го остварат своето право на глас. Оценка на оперативниот штаб на Министерството е дека изборниот ден помина мирно, без сериозни нарушувања на текот на гласањето. Преку воспоставената структура на известување и координација, беа регистрирани случаи на краткотрајни прекини на гласањето или пак задоцнато отварање на некои избирачки места, но не се регистрирани посериозни нарушувања на јавниот ред и мир, кои се директно поврзани со изборните действија. Досега примени се вкупно 46 пријави по разни основи: подкуп на гласачи, носење гласачи на избори, фотографирање на гласачко ливче, како и гласање за друг. Истовремено во полициската статистика евидентирани се 44 прекини на гласање на одделни избирачки места, каде што после консултации и краток застој од 15 до 20 минути гласањето е продолжено. По однос на пријавите од 10 случаи на фотографирање на гласачко ливче, сите овие настани се расчистени, при што 10 лица се приведени, од кои 4 во Скопје, 2 лица во Охрид, 1 во Центар Жупа, 1 во Куманово, 1 во Струмица и 1 во Гостивар. Приведено е 1 лице од Скопје за неовластено снимање. Против овие лица ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Исто така расчистени се и настаните, односно нарушувањата на јавниот ред и мир во избирачкото место во село Горно Седларце, Тетовско и на селбата Бутел во Скопје. По основно сомнение за давање подкуп при гласање во Битола, во близина на избирачкото место во основното училиште Ѓорѓи Сугаре, приведени се 3 лица. По основно гласање во име на друго лице, приведени се 2 лица во Мирковци и во Кавадарци. Потоа по пријава на член на избирачки одбор од Ресен на гласачкото место во основно училиште Мите Богоевски во Ресен, откриен е гласач кој што дошол на гласање, роден во Република Албанија, а со лична карта со адреса на живење идентична на адресата на пријавителот, односно членот на избирачкиот одбор. Се работи на целосно расчистување на овој случај. Во текот на денот, Одделот за внатрешна контрола на Министерството за внатрешни работи постапуваше во 6 случаи во кои беше пријавено дека полициски службеници се однесувале незаконито или непрофесионално. Констатирано е дека 3 пријави се неосновани. Една е основана, една е без докази да се потврдат или отфрлат наводите и за еден случај се уште се работи. Против полицискиот службеник за кој е констатирано или за кој ќе се констатира дека постапувал непрофесионално, ќе бидат превземени соодветни дисциплински мерки. Почитувани, Министерството за внатрешни работи и во иднина ќе постапува единствено штитејќи ги правата на граѓаните и обезбедувајќи им достоинствени услови за изразување на нивната волја. Благодарам.